Градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов и секретарот на Црвениот крст на град Скопје Сузана Тунева-Пауновска денеска на бездомниците од пунктот во Момин поток, традиционално пред новогодишните празници, им поделија топла облека. Пунктот поради ниските температури функционира 24 часа и на бездомниците им нуди сместување, храна и одржување на хигиената. Денеска добија пакети кои што дополнително ќе ја подобрат нивната состојба. Меѓутоа сакам да истакнам дека во текот на целата година овој пункт за бездомни лица на територијата на градот Скопје функционира безпрекорно, токму заради тоа што работењето со овие лица перманентно ни дава дополнителни позитивни резултати. Амбулантата работи 2 дена во неделата, добиваат лекови за одржување на нивната лична хигиена, дополнителна облека и се она што им е потребно како ранлива целна група го добиваат од страна на тимот на патролните социјални работници и секако логистичкиот тим кој се е задолжен исто така да патролира на територијата на градот Скопје за да правиме проценка за нивните потреби. Градоначалникот Шелегов истакна дека ќе направи се што е во негова моќ за да им помогне на лицата кои поради лошата судбина останале без покрив над глава. Минатата година успеавме да го надградиме овој центар. Годинава буџетот за работа на овој центар на градот Скопје годинава што доаѓа. Буџетот за работа на овој центар на град Скопје е зголемен за 700.000 денари, бидејќи некаде во март одека започнуваме да ја работиме трпезаријата, така што сметам дека е наша должност како град на секој човек да обезбедиме минимум достоинство. Овдека се обидуваме заедно со Црвениот крст на градот Скопје колку толку да го вратиме достоинството на овие наши сограѓани и да помогнеме со цел да надминат нивната моментална состојба во која што се наоѓаат. Во пунктот доаѓаат луѓе со различни животни приказни. Еден од нив е и берберот Таир Дауд, кој веќе 5 години ги користи услугите на пунктот за бездомници. Таир е задоволен од соработката со Црвениот крст, со чија помош добил и скромен, но достоен дом за живење. До ова дележе ме донесе оние од 3 лоши пороци 2 барбат пороци. Тоа се коцката, значи хазардерските игри и жените. Јас сум овдека скоро 5 години, цели 5 години, може и повеќе, ги користам редовно, моментално фигурирам и како фризер, значи се грижам за изгледот на бездомниците овдека во рамките на можностите на Црвениот крст и моите можности. Иначе сум презадоволен како индивидуа, така да ми помогна доста Црвениот крст. Вие имате и фризерски занает, дали сте се обиделе повторно да се вклучите во општеството преку вашата струка? За жал, здравствената состојба не ми дозволува такво нешто, едино што може да работам овдека колку што можам, а работам доста, значи доста доволно. Или ви помогна Црвениот крст на кој начин? Па ми помогна, јас живеев во една гаража која беше целата од лим. Така да Црвениот крст, јас сум благодарен, ја користам ова прилика да се захвалам. Ми ја изидава, значи ставија кров, ми направија компатил веце, така да можам и овдека да се бањам. Кога сега некој пат немам струја, нели немам пари да платам, јас сум социјален случај. Па нема струја, и во моментов немам. Ладно, ама има и такви луѓе кои донираат, значи ми донираат дрва, ми донираат, значи даваат, така да некако преживувам од месец на месец. Задоволен сум, да.